Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот на вистинската телевизија Вистел. Јас сум Слободан Томич, вашиот домаќин. Еве, Македонија ја доби владата, новата влада предводена од професор доктор Христијан Мицковски. Имајќи факт дека фактот говори дека тоа што Македонија го бараше, го доби. Го доби ликот на политичар кој во сите изминати години во делот на опозицијското живење ја задржи принципијалноста и непопусливоста во делот на справувањето на антимакедонизмот во секој случај, бидејќи тоа не е материјалност, тоа е пред се нешто што не се мери со никаква вредност, финансиска и се тона. Зошто го велам ова? Велам затоа што самите политичари во светот видоа дека се работи за политичар кој има цврст став, цврста визија. По утрото дено се познава. Знаете што, кога ќе застанете со кој дај, само уште 2 минути и завршам со најавата, по самите 5 минути додека вие комуницирате, ќе ви дефинира, ќе ви детектира. Визави претходно човекот кој го смени името и гуваше во Атина, виде дека автогол добил од неговиот компањон Ципрас, кој спомна да почекаше Македонија уште неколку месеци, меѓународната заедница ќе ги врзеше силно и ќе мораше да попуштат да признаат Македонија по уставно име. Но тоа е тоа. Нова влада има многу амбиции, многу проекти и се прашува народот, дали ветеното дадено на говорницата на собранието ќе биде остварено. Ова тема ќе ја третирам со мојот и ваш соговорник Петар Ристевски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. Да бидам искрен, задоволство ми што сте мој соговорник. Прв пат доаѓате во Гласот на народот. Ние, како што гледате, 24 години сме во етерот, но за мене ми беше и секогаш ми е предизвик кога ве слушам, како политичар кој знаете да се справувате во сите ситуации. Зошто? Затоа што го имате аргументот во вашите раце, а пред вистината и аргументите боговите ги симнуваат своите капи. Бевте и жртва на атакување на едни одродници кои сакале да ве не уплашат, да ве замолчат, но вие бевте цврсти во секој случај. Што значи да бидете стамен, да се биде стамен и конзистентен политичар? Пред се значи да се биде човек со свој јас, со чист образ и човек на кого најважно од се му е што утре ќе остави зад себе, односно ние во Прилеп имаме една изрека, популарно прилепчани велат, кога ќе земаш и куче, се зема од сој. Така да јас најважно ми е да не го изволкам образот на дедо ми, на татко ми, а со тоа да оставам една, да наречем така, нечистотија врз своите потомци, деца, ги имам 3 деца, 2 машки, 1 девојче, и за ништо на светот не би дозволил да живеат понатаму со некој долг што го направил или предавство или не знам што нивниот татко. Значи, пред се почитувам, сакам честност, сакам човек кога нешто кажува, нешто работи, да си достои во тоа и принципите се навистина идеалите најважни во некоја работа што ја работам, а посебно во оваа работа во која сега сум моментално, бидејќи јас сум по професија лекар-стоматолог, во моментов сум пратеник во Собранието на Република Македонија, подолго време сум во политиката. Колку мандат сте? Ова ми е втор мандат, но претходно сум бил председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Прилеп, сум бил подпредседател, сум ги поминал сите филтри, да речам,
изграден политички кадар во партијата, член на Централен комитет и навистина и покрај сето тоа не се доживувам како политичар, туку пред се како човек кој треба да остане човек, кој треба да излези пак пред своите пријатели, роднини, комшии, сограѓани и да каже дека политиката не го променила, напротив, доблеста е во тоа да останеш нормален, да останеш човечен и да останеш во комуникација со сите оние со кои претходно си бил. Јас како Петар Ристевски навистина мислам дека сите овие работи во животот сум ги запазил и покрај тоа што сум извршувал повеќе функции и политички и општествени во мојата кариера и навистина се гордеам со тоа и понатаму не мислам да го расипам она што сум го градел низ годините. Затоа секогаш сум бил и ќе останам свој на своето и она за кое сум го зборувал, сум го ветил, но и го сакаат и го бараат граѓаните од нас како политичари. Немил Настан беше ви опожарел моторно возило На два пати. На два пати. На два пати, значи еднаш мојата викенд кујкичка, таа е една мала кујка за тоа не е ни викенд, не е ни викендица, тоа е нешто повеќе за чување на алат, имам едно од дедо останато лозје во Прилеп, беше опожарена таа првин во 2018 година и после само 6 дена после мојата позната еден говор против несогласувањето со потпишувањето на францускиот предлог и се случи тој говор беше навистина предизвика внимание во јавноста, имаше некаде ме информираа луѓето кои се задолжени за оние Facebook страници и слично што ми ги држуват, некаде 500.000 рич достигнало, што навистина е многу и се случи тоа што се случи само по 6 дена после тој говор во Собранието на Република Македонија пред мојата куќа под прозорот каде што спијат родителите ми беше опожарено возилото. Дали се пронајдени сторителите? Не, ден денеска никој ниту се јавил, ниту кажал, ниту се обидел да Дали со таков да начин тој случај? од родниците може кажам за првиот случај за викенд куќичката, после само месец дена и покрај тоа што беа најдени и не знам траги и се што дека е подметнато, бидејќи таму во таа викенд куќа немаше никакви ниту струја, ниту вода, никакви технички уреди, апсолутно ништо, што нормално е дека бил предизвикан пожарот од некое друго лице. Обвинителката од Прилеп за помалку од месец дена го прогласи случајот за несреќен случај и го затвори. Сето тоа говори, ќе сватите што и како се случува и зошто го прават сето тоа. Меѓутоа, дали може од родниците народна забелешка кукавици, тоа се кукавици, кога немаш храброст да му се спротивиш на достоинствен начин на истомисленикот, нешто аргументи, рече, знаеш што, Петре, поставете, господин Петар, значи не треба така и ред други работи да се сочат фактите на еден кукавички начин да му се наштети на човекот кој има цврст став, односно на одбрана на македонската кауза, македонизмот и се тоа. Нема да го коментирам тоа, навистина е подло и кукавички и никогаш ниту сум се служил, ниту ќе се служам со решавање на нештата на таков начин. Се случи, но ниту ме поколеба, ниту ме уплашија, напротив, уште повеќе и наетот Прилепски проработи во мене и гледате сите мои настапи, јас продолжувам да одам по патот по кој сум го зацртал, бидејќи, знаете, ме мотивираше насловот на вашата емисија, Гласот на народот, бидејќи јас сум човек од народот. Така. Кого да го пашате во Прилеп за Петар Ристевски, имам јас и надимак Прекар, што викаме по прилепски, ме викаат Пеката, кого да го прашате, ќе знае и секојдневно сум секојдневно сум во комуникација, излезен на пазар, по плоштад, по кафичи, со секој може Пеката, така нешто. И во редовна комуникација со сите, навистина се доживувам како човек од народот и она што го работам и го пласирам одговорницата на Кој денеска се плаши од народот? Па видите, јасно е кој се плаши од народот, од нешто работи против народните и националните интереси. Ние како политичка партија, ако видите испитувањето на јавното мислење, застапуваме ставови, еве,
конкретно спомнат беше бугарскиот, францускиот предлог, Да, однесувањето на бугарите во уставот, 80% од населението на Република Македонија беше против тој договор. Секако. Исто и ние бевме на страната и во коалиција со македонскиот народ, со никој друг. И апсолутно немам ја од што да се плашам кога комплетно македонскиот народ стои со својот став за она што јас го застапувам од говорницата во собранието на Република Македонија. Се плашат тие што и против својот народ одеа, против наспроти интересите национални на државата, на татковината. Нив ги чуваше полиција, нив му ги чуваат домовите, нив ги спроведуваа во кордони, само за да можат да дојдат и да направат таков срам, такво предавство, штета на државата, што и ден денеска и тешко ќе може да се исправи таа штета. Пред некој ден во собранието на Република Македонија беше употребена една реченица, една будала што може да направи милион, тешко ќе можат да исправат таа работа. И без никаков срам можете да видите сега при изборот за влада излегуваат со некои аргументи зошто сега ВМРО не го вратила одма името. Токму тоа сака да ја прашам. Ниту некој ветил дека тој процес така ќе се заврши, дека одма ќе се врати Зошто името. таква хипокризија? Ама, како што кажав, тоа е немањето човечност во себе. Значи, она се употребуваат такви лаги, ниту Христијан Мицкоски, ниту еден од пратениците на ВМРО ДПМН, ниту еден од раководството на ВМРО ДПМН во ниту еден свој настап, ниту јавно, ниту пред членство, ниту пред настапи во кампања или било каде, не сме кажале дека кога ќе дојдеме на власт, одма со 80 пратеници или не е битно со колку пратеници, ќе го поништиме Преспанскиот договор и ќе го вратиме уставното име. Тој договор е важечки, има последици врз државата. Но уште поголеми ќе бидат последиците ако еднострано ние сега како ВМРО ДПМН го раскинеме. Што некому иде во прилог да се случи? знаеме. Зошто се случи такво нешто? Јас ќе ја кажам диагнозата. Поилет. Пред 2 дена Да. беше изгласана нова влада. Така. Но беше изгласана влада која доби повеќе од 430.000 гласови. Доби 58 пратеници победничката партија ВМРО ДПМН. И таа влада ја донесе народот. Ја изгласа народот. Таа влада не е инсталирана како што беше претходно инсталирана владата на Социјалдемократскиот сојуз, иако ги изгуби изборите во 2016 година. Кога некој сте му борчлија, сте му должник и ве носи на власт, секако треба да одработите нешто. Ние, како ВМРО ДПМН, во овој момент ветуваме дека работиме и ќе одработиме за оно што му го ветивме на македонскиот народ. Да го вратиме достоинството, да профункционираат институциите на системот, што во моментов правната држава, да има правда за сите, ред по редот, да направиме услови за силна економија, за развој на економијата во државата, отворање на нови работни места, носење на инвестиции и секако да се застане и понатаму сега како од позиција на власт во одбрана на националните државните интереси, на црвените линии. Да се каже и на соседите, и на секој оној кој ќе атакува врз националните интереси, да се каже ова е до тука. До овде може, наваму не може. Не може да помине. Ова е наше, не може да помине. И затоа, да се навратам, ние, како влада, имаме обврска само пред македонскиот народ, кој не гласаше и не донесе на власт. Никој друг ВМРО ДПМН не му е должник, освен на македонскиот народ. Бидејќи, еве ќе го кажувам, нека слушаат внимателно граѓаните, бидејќи тоа и сите го кажуваат, бидејќи оваа влада е последна искра надеж на македонскиот народ дека треба да се среди и ќе се среди македонската држава. Истото тоа го кажа пред 3 месеци кога почна. Ово се последни избори и влада последна која треба да се среди. Јас верувам во председателот на ВМРО ДПМН, сега премиер на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски. Долги години директно соработуваме, сум му близок соработник, верувам во честните намери, во способноста и еве тоа го покажува уште од самиот старт
со почнувањето на работата на новата влада. Најпрви кажавме принципиелно и честно дека ВМРО ДПМН ќе го тргне настрана од власт ДУИ, кој се покажа дека е канцер на македонското општество. И тоа и го направивме. Тоа го ветуваше и Зоран Заев во едно време, минати времења, нарекувачи ги криминалци. Се ги нарекуваше, се и се што. Но кога му претребаат гласови, а не македонскиот народ не му ги испорача доволно колку што мислеше дека ќе добија, тогаш можело и со ДУИ да се прави влада. Ние кажавме, со ДУИ влада ВМРО ДПМН нема да прави под ниедни услови, па макар и да не формира влада. Нашето ветување си го одржавме. Дека ќе работиме во интерес на граѓаните со реализација на проекти кои долго време ги спремавме јако во опозиција, не да чекаме да бидеме донесени на власт, да направиме влада, па после ќе гледаме што ќе правиме. Уште од првите денови гледате денеска премиерот објави нов ветерански парк, инвестиција од 450 милиони евра. Тоа е 55 ветерници со кои ќе се задоволат потребите за електрична енергија на Република Македонија. Така се работи честно и домаќински. За 100.000 семејства од самиот старт. Да. Тоа е некаде таа енергија што ќе произведува овој ветерен парк е некаде 20% од вкупната електрична енергија што се произведува во државата. Веднаш опонентите карикираат тоа со брата Рој, она, дали треба на таков начин да се поздрават инвестициите кои се на дело, кои се практични, прагматични. Јас само би му порачал. Народот му ја отпеа песната и му каже каде му е местото. Социјалдемократскиот сојуз на времето била силна партија. Сега ги собира во 3 реда во еден агол, во едно шоше, во собранието на Република Македонија. Во 3 реда седат, тоа се најсепратеници. Затоа би му порачал да не ја убиваат надежта на македонскиот народ, туку да се сплотат заедно со нас, со владата, да дадат поддршка на добрите проекти, да дадат и своји идеи, бидејќи премиерот дословно кажа во својот настап пред пратениците дека подавам рака и на опозицијата. За се што е добро. Повеќе пати тоа го кажа. Апсолутно. Дури во време на ковид кризата, вашите идеи, вашите проекции беа имплементирани од страна на СДСМ и ДУИ. Во времето на ковид дававме многу пати предлози, проекти кои тие требаше да ги направат како власт, а не ги правеа. Во многу наврати од нив познати причини, секако од лукративни причини, не ги прифаќаа. Но еве и како власт сега подаваме рака заеднички да ја градиме трговината. Господин Ристевски, 2014 СПД и ЦДУ, тоа се две големи корпуса, два гиганта, два колоса во Германија, направија коалиција за интерес на Германија. Значи нема таму дека политичката амбиент парт, значи на англиски дело, цело е државата. Овдека е Македонија преди се и после над се. Во зборот, само ќе парафразирам почитувани гледачи, морам да ви кажам и благодарам за голем број пораки што испративте. Една од пораките, сега ќе му кажам на господин Ристевски, од вас ме вели вака, господин Томич, спомнете си ова емисија ваша, а тоа е дека СДСМ мора по секоја цена и како покајување, и како чисто и прочистување, колку има честно со сето тоа не знам, оставно нив, да поддржат секоја иницијатива на ВМРО ДПМН. Со таков начин делумно би се не продуховили, би се пречистили како грешни. Тоа се ваши пораки. Дали СДСМ треба во оваа ситуација, кога навистина мора да направи ресет? Спомнавте, таа е државотворна партија. Да не забораваме, таа голема партија која е наследник од СКЈ. Има и собствено членство. Да, меѓутоа има и тука политичари во рамките на СДСМ кои гласа за вас, господин Ристевски. Во победата на ВМРО исто така се и гласови на СДСМ. Разочарани, резигнирани од овој двоен, да речам, овој галиматијас, да речам, во секој случај, дубл, хомодуплекс, да речам, Зоран Заев. Ја ќе ви дадам една информација, одговорно тврдам, бидејќи сум сведок лично, ми признале колеги, пратеници од последниот пратенички состав, да? буквално луѓето на крајот од својот мандат
се срамеа за оно што го гласале и што го правеле во собранието. Па ја во зграда имам луѓе кои се од СДСМ, буквално, значи, автохтони. верувајте ово што го кажувам, браво. навистина е така. Денеска во зградата кај што сум, кај живеам, мене стари СДСМовци и комунисти, нели Бранко ги нарекуваше комуњари, ги дискредитираше. Вели Слободане, вредеше и требаше ВМРО да победи. Се страмам од моите социјалдемократи. Значи тоа се стари автохтони СДСМовци. Тоа е крај што би се дискутирало таа тема. Дали реков ветеното ќе биде остварено? Па, 1198 проекта се во прашање. јас сум убеден дека ќе биде и стартот на работата на новата влада и го покажува тоа. Ние сме единствена партија во Република Македонија што и на сите избори, но еве конкретно на овие претходни избори, излеговме со платформа која нарековме 1198. Што немаше пример во... Ниту една друга партија не Немаше. излезе со конкретна програма, со проекти, рокови, средства, од каде, Заев како ќе копираше, биде препишуваше од обезбедени. двери 2016. Апсолутно единствени. Да. И ние секогаш кога излегуваме на избори, како ВМРО ДПМН, одиме со програма и после 2 години или 4 години излегуваме со отчет пред граѓаните колку сме реализирале од таа програма. Јас сум убеден дека овие проекти кои се 11.198 проекти наведени во платформата, апсолутно во голем дел ќе бидат испроведени. Бидејќи тие се работени студиозно, работеле на нив професионалци луѓе и не се само напишани на хартија. на хартија. Тука се земало во предвид подолго време со колку средства ќе имаме на располагање како држава, како влада, колку средства се потребни за одвојување, за реализација на тие проекти и верувајте дека сето тоа ќе биде испроведено во голем дел. Еве да кажам, едно од поголемите ветувања беше и 5000 денари линеарно покачување за пензионерите. Пензионерите од цела Македонија 350.000 народ. така. Најмногу, најратоборни беа од Прилеп, иницијативниот одбор од Прилеп, од таму почна така. Луѓето излегоја на улици од мака. Тоа се луѓе во 7-та деценија од животот, каде што маката ги натерала ниту политика, ги натерала ниту нешто друго, што не може да му купат едно чоколадо на и самите да се истрадат. И самите да се на вручината, не можат за лекови, за леп да си дозволат, а работеле честно и поштено цел живот. И ние ги слушавме нивните барања, ги разгледавме и кажавме уште во кампања да ова остварливо е. Остварливо и прифатливо. И забрзо кажа и председателот на владата Мицковски дека забрзо на првите седмици од владата ова ќе биде и реализирано. Но зошто има во друга страна дека тоа е impossible mission и невозможна мисија, дека ќе има распад на системот? Невозможна мисија е затоа што полесно му е парите да ги насочуваат кон некои фантомски проекти, невладини организации од каде полесно можат да ги испомпуваат во приватни џебови, а не да одат на сметките на граѓаните на вистинска адреса. Денеска можевте да видите, излезе една информација од Државниот завод за ревизија, кој морам да го пофалам, една од ретките државни институции што многу професионално си ја работи својата работа. И не знам дали ги видовте тие информации за какви се злоупотреби се работи при реализацијата на капиталните проекти. Тука се наведени конкретно договорот со Бехтел и Јенка, каде што кажува дека не можат да имаат предвидливост ревизорите на цената на чинењето, бидејќи се работи без никаков проект, само со изгласување на еден посебен закон во Собранието на Република Македонија. Што е кривично дело. Со тој закон што го донесе суспендираа 9 други закони. И проблемите излегуваат на дело, ама кај да се завртат. Ние имаме сега 300 милиони евра веќе вложени, а гледаме по информациите од Државниот завод за ревизија за градба били одвоени 0,12%. Од 300 милиона? Да. Што апсолутно
Декласификација ќе направите ли на тој проект? Слушав, Видете. господинот Александар Николовски рече да, треба да се направи некој И подпредседателот Николовски, Да. кој сега е министер за транспорт врски, да. и председателот и премиер Христијан Мицкоски Така. кажа дека во интерес на државата и на граѓаните е тој проект да се заврши. Бидејќи на вистина инфраструктурата во државата, патиштата се во лоша состојба. Што е факт. Факт. Не можете е. да дозволите вие од Градско до Прилеп, па и до Охрид да се патува 4 сати. до Охрид. 4-5 сати. Тоа го Не одиме може сегаш. секој ден да има И во штраф, и со штраф да можете. собрекајни несреќи. Јас себе секојдневно и напред и назад патувам секој ден од Прилеп до Скопје и назад. Верувајте, е ризик да се Стрес, поминува стрес. тој пат. И ризик. Во 2016 година ВМРО ДПМН го започна реализацијата на брзата Прилеп, линија, да. на Прилеп Градско за експресен пат. Експресен пат на До таа. ден денеска не е пуштен. Обезбедени средства, отпочната градба, Зошто, завршено господин фирма, заради лукративни причини. Во неколку наврати ги зголемува цените, договорите, анекси, па ја сменија фирмата, па плаќаат пенали и ова што сакав да го кажам сега како од извештај од Државниот завод за ревизија. Па не знам колку милиони евра се плаќаат годишно на име на пенали затоа што не се завршени запазени роковите за изградба на капиталните проекти. Одговорност Одговорност мора да има. мора да се има. Мора да има бидејќи народот, како што кажав, не гласаше за да се стави ред во оваа држава и да има правда за сите. А правдата значи оној што крадел, грабел и ја плячкал државната каса мора да одговара. И ако не го направиме тоа, не сме направиле ништо. Јас 3 пати му се обратив. Мора да имаме. Во камера, господин Мицкоски. Мора да имаме, се верувајте, во алките на Синџирот мора сите да се вклопат. Ако една фали, тогаш целиот тој процес. Дали тоа ќе го ќе крене пропадне. авторитетот на државата на европско ниво, бидејќи Само да се доискажам, повелете. да се доискажам околу овие проекти. Повелете, молам. 411 милиони евра Да. беше првичниот проект, цената на првичниот проект Кичево Охрид. Така. Во моментов, после 3 анекси, е 589 милиони евра, Тоа е 100 и колку? околу 200 200. милиони евра повеќе, Да. 180 милиони евра повеќе, а гледаме дека апсолутно не се гледа крајот на изградбата на тој автопат. Штетата ја трпат и граѓаните, и туризмот, и апсолутно сите, државата, огромна штета. Автопатот за Блаце, од 111 со анекси на 189 милиони евра. 10,5 километри автопат, 12 се направени. Значи, во интерес тука е само на злоупотреба на државните пари, а реализацијата е никаква. 32 милиарди евра се украдени, народот вели, Така е. буџетски средства Така во е. 7 години. Така е. Задолжувањето на Македонија од 8 септември до 4,7 милиарди евра, сега близу 9. Значи дупло од како Колку што направиле долг? Некаде ако Македонија при осамостојањето имала 1,3 милиарди евра, ВМРО ДПМН во 2017 година остави со 4,7 милиарди евра јавен долг. СДСМ Сега е 9 милиони, близу 9. дупло Да, од 91 до 2017. така е. И од 2017 до 2023-4 година, значи, колку сите предходно, толку го зголемија јавниот долг. А протестира поради задолжувањето, го организира тој 24 февруари заради носењето на буџетот 3 милиарди евра. Тие без око да му трепне сега гласаат буџетот 5,3 милиарди евра, а реализацијата на капитални инвестиции му е никаква. Не гледаме дека е направено апсолутно ништо. 1 километар автопат немаат направено. И она околу зајачувањето на институциите на државата, околу правосудниот систем. Ако сето тоа ние го направиме како што треба, а верувам дека ќе го направиме, ако конечно ги земеме во предвид сите оние критики од дипломатскиот кор во државата, бидејќи немаше ниту еден амбасадор во Република Македонија што не кажа дека проблем ви е правосудниот систем во државата, бидејќи стимулира и генерира криминал и корупција. Така.
Ние мора тоа да го решиме, не можеме да го игнорираме и да бидеме слепи на тоа. Каква е Европска унија, каква зачленување тешка минува. Не можеме да замислиме дека некој ќе не приме во некаков сојуз во Европска унија со 2% доверба на правосудниот систем, на судиите и на обвинителите. Ние не можеме да замислиме дека ќе напредуваме кога секоја година кога не оценуваат за напредокот, не оценуваат со единица. 2 години со ред оценката на Европската комисија е 1,52, што е негативна оценка. И срам. Не можеме ние да очекуваме напредок со паѓање на листата на Transparency International за перцепција на корупција од 64-то место во 2014 на 111-то во 2021 година. И услови за бизнес. Doing бизнес веќе не сме воопшто, Не се ни спомнуваме. Не се ни спомнуваме на листата, бевме шампиони во Европа. Бевме ние далеку пред сите во регионот за директни странски инвестиции и носење, сега сме апсолутно на дното. Србија која учеше од нас, Па призна се да учиш, дека дојде тука учеше од нас, во моментов лани имаја 1,3 милиарди евра директни странски инвестиции, Македонија имаше 187 милиони евра странски инвестиции. И видете, што е уште по-страшно, ги кажуваат само како бројки, а не кажуваат кои се тие и од каде се тие странски инвестиции. Ќе се сложите со мене и македонските граѓани да ги заинтригираме да кажам, ако голем дел од средствата од тие 187 или 223 последно беше за минатата година милиони евра странски инвестиции, имате 50 или 70 или 150 милиони евра од девствени острови. Мислите дека некоја реална фирма дошла и вложила и ќе отвори тука индустријски капацитети од девствени острови? Како Джилас што има 740 милиони тоа се во пари Галиција. кои криминалците ги перат и потоа ги враќаат во државата. Тоа се начин на работа на криминалци, ги враќаат како странска инвестиција. А затоа ни опаѓа економскиот развој, опаѓа Има иселување колку сакате. 6.000, колку точно? 700.000 во моментов, од кои 220.000 само во Германија и од кои 70.000, 68.000 жители само во последните 2 години се иселени. 2.000 лекари, 5.000 лица медицински кадар. А инвестиравте во нив? Апсолутно како инвестираме. држава, И како семејство? видите, да биде лицемерието што поголемо. Кога протестираа со таа шарена револуција, што навистина направи огромни штети по државата, така. Кога протестираат со таа шарена револуција, ако се сеќавате, пред владата редеа патики, чевли, Да, символизира, дека си на иселување, бега. Има огромно иселување. Так. А ако ги видите сите статистички податоци во изминатиот период, ќе видите дека се апсолутни рекордери во сите овие параметри во негативна смисла. Да. Еве ќе ви кажам последно и околу наталитетот. Пемол. Само за последната година Так. 7,4% имаме понизок наталитет за 2023 во споредба со 2022 година. Нема за стимулација. 7,4%. А Тоа детската сето- храна беше зголемена. Тоа Детската сето се должи на тоа што, ќе се вратам и на почетокот, луѓето препознаа дека во Македонија, додека беа на власт Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, не функционира системот, не функционираше државата. Прочитав од еден експолитичар, една колумна и ми остави впечаток, Така. вика како на копче да беше исклучена државата во сите овие години. Незамисливо е за ниту една држава, верувајте, да кога зборувате за интеграција во Европа, за излез на македонскиот граѓанин во Европа, вие да го затворите македонскиот народ во сопствената држава поради ненавремено отпечатени административни документи, односно патни исправи, пасоши. И никој да не понеси никаква одговорност. А за сметка на тоа, белосветски криминалци, убийци, дилери на дрога, добиваат на ангро пасоши, и на црна американска пасоши, листа. И на црна американска листа и се фалат по телевизии јавно во своите држави дека биле на гости дома кај еден од премиерите на Република Македонија. И зашто понатаму зборуваме луѓето што гледаат тука да останат, каков интерес?
нормално дека ќе се исцелуваат. И не се исцелуваат само од екзистенционални причини. Се исцелуваат поради системот. Еве, ќе ви кажам, јас, бидејќи сум лекар, и ги третирам прашањата од сферата на здравството, и сум член на Комисијата за здравство во Собранието на Република Македонија и директно бев вклучен во комуникацијата со повеќе асоциации, меѓу кои доста сработивме и со асоциацијата за лица болни од цистична фиброза. Таму, верувајте, оно што го зборувавме на почетокот за човечноста и за образот, за лицето, му ветувале дека ќе му донесат лекови, тој познат лек Трикафтра, кој навистина живот значи за болните од цистична фиброза. Му ветувале се и се што на луѓето, само да добијат гласови, само да дојдат на власт, а верувајте ги тапкаа порамо и еден од тие кои го тапкале, кои му ветувале се и се што, човекот почина, не дочека да го добие лекот. Тоа е страшно хипокризија и лицемерие, што ниту еден човек, не политичар, не сме да си го дозволи. Она што се случуваше со онкологија, со хематологија, кажав и во последниот мој говор при изборот на влада, не смееме како луѓе да си дозволиме да се повтори некогаш на територијата на Република Македонија. Тоа се специфични пациенти кои не сме никој да ги дискредитира и секогаш треба да помарат да им се даде прегледи и секогаш имат барем че укажат. Малце сум возбуден кога зборувам на тема, верувајте ми, не ми е сеедно, бидејќи е тешко човек на таква. Јас само да се доискажам. Значнавме многу теми, само да се доискажам околу тоа дали ќе ги подобри позициите, што ме прашавте. Секако ќе ги подобри позициите, бидејќи доколку си ги средиме работите дома, направиме силен правосуден систем, направиме силно образование, направиме модерно и функционално здравство, изградиме добра инфраструктура, патишта, железнички сообраќај, нови возови, сето тоа ќе донеси нормално нови инвестиции, секако дека позициите на Република Македонија ќе бидат многу посилни во било кои настапи и преговори со било кој надвор од границите на државата. Дали се работи со Европска унија, дали се работи со соседите. А сега имавме досега една власт која на се и се што се нафаќаше, дајте ние ќе подпишеме што треба, смени ја име, па подпишаа некако француски предлог за каде што се девастира апсолутно со прифаќање на тој предлог македонскиот идентитет, јазик, култура, традиција, историја. Каде што тоа е дно, апсолутно дно, каде што последиците ќе бидат далекосежни понатаму, бидејќи на сосед кој не ви признава јазик, кој кажува дека македонскиот јазик е производ на Коминтерната и дека е од 47 наваму, дека не постојат македонци. И слично вие му велите се договарате за учебниците да ги пишуваат со одобрение од Софија, што е нонсенс. Не постои на светот. Апсолутно. Јас сигурен сум дека и ако имаме силна држава, силни институции, силна влада, премиер, каков што мислам дека е и ќе биде господинот Кристијан Мицкоски, а не онаков каков што имавме досега, кога Еди Рама се подбиваше со него, шеги си правеше, во една прилика му кажа, ова е премиерот на Западна Бугарија за брзо, и тој како ништо не набило се смеј како зелен. Што апсолутно не дозволива. Ако имаме ние ставен премиер, кој верува во своите можности, кој изградил еден систем, кој функционира како што треба државата во секој поглед, верувајте, тој не можете. Можете така лесно да го скршите како Заев и Ковачевски. Ово морам се да тие што прифатија такво нешто, не сега да бараат одговорност зошто се заколнал Мицкоски со таа придавка при заклетвата во собранието, туку треба да лежат во затвор и да кажат кога се голнеа во жицата, кога се голнеа во таткото, дедото, синот и не знам што, воздухот што ќе го дишат, дека нема да прифатат промена на устав и уставно име. Само да кажам. Да, повелете, доктор. Дишат се уште и то дишат скап швајцарски воздух, многу често нивните семејства, дишат воздух во Монте Карло, во Дубај, со парите на македонскиот народ, со парите што ги зеда за предавството на уставното име. Че ги вратите ли парите? Видете, многу е лесно јас да кажам сега дека како Петар Ристевски, да, че ги вратиме парите.
Но тоа е процес Преку многу институциите тежок, на системот. што не зависи од еден пратеник, кој навистина, како човек, имам желба, сите што се огрешиле, од најмалку до најмногу, да одговараат во државата. И оние што направиле зло, што направиле криминал, да се утврди и да ги вратат парите во државата. Имаше два случаја, само 3 минути ќе видите, оти вече сме на крај. Се случи во Романија, неколку пати го спомнам, и јас сакам да го видам тоа. Двајца премиери завршија за решетки. Значи тоа е факт. Во континентот ве молам, ќе ми дозволите само, почитам ви сте доктор. Јас морам да дадам поддршка на професор доктор Сашко Јовев. Тој е еден референтен лик во македонското здравство, кој направи една револуција во кардиохирургија. Апропо тоа, дали смееме да дозволиме да ги избркаме таквите умови, кои се меѓународно признати и еден од ретките што имаат такви сертификати на меѓународен план. Имајќи факт дека господин Сашко Јовев, кој беше на еден некоректен начин избркан од работа, потоа министерот претходниот сега што замина, исто така го осуди поранешниот директор кој го зема местото на Сашко Јовев, обвинувајќи дека голема смртност се појави во кардиохирургија. И конечно, дали ваков лик, професор доктор Сашко Јовев, треба да напушти државата, бидејќи инвестира многу, направил голем референтен резултат, како што се вика 9 трансплантации успешни. Ние да дозволиме да ваков лик ја напушти Македонија. Видете, да не одам со конкретни имена, не само господинот Јовев, апсолутно сите професионалци, кадри, посебно лекари, кои се дефицитарни во Република Македонија, мора да ги задржиме. Треба да не само да ги задржиме, треба да ги оставиме луѓето да си ја работат својата работа, а не некој кој на некаков начин се нашле низ политиката во моментот на некаква функција да се пресметуваат на таков низок начин со величини како Јовев, Кедев и слични во своите професии. Тоа е недозволиво. Ние треба како држава да создадеме услови, не само во здравството, во сите сфери, да создадеме услови професионалците да ги задржиме, и тие да создаваат понатаму кадар кој ќе ги наследат, ќе се репродуцира, кој ќе ги наследат и нормално дека да создаваат и понатаму, да обучуваат нови кадри кои ќе бидат и честно платени од државата. Да има сатисфакција. Да имаат сатисфакција да останат, да работат во интерес на народот и државата во Република Македонија. Ќе видам искрено, честно што сте ми спрпат соговорник, дај Боже ќе продолжиме, кај што ќе застанеме вечерва. Еве гласот на народот 24 години несебично дава поддршка за македонската диаспора, не сакам да кажам диаспора, македонците во светот, кои од економски политички аспект замина. Дали, еве, јас сум среќен што овие 24 години илјадница македонци успеав да ги инкорпорирам во Македонија на каков таков начин, дали владата мора, јас мислам мора, да донесе сериозен став и проект, некако да имаме поголем фидбек со нив и ќе завршам навистина, не како едно на деми, народот оценува, кој направил 2 селфија со Бил Клинтон, а трошал македонски народни пари. Ништо не направил. И плюс некои така од матицата или да речеме не други работи. Дали ќе направите нешто повеќе за таа? Господине Томич, ВМРО ДПМН како политичка партија од постоењето, од своето формирање е тесно, како со папочна врвца поврзана со диаспората. Така. Значи, ние во континуитет... Без диаспората сме празни. Сме во комуникација со нашите во светот, во диаспора. Ние како политичка партија имаме задгранични комитети формирано во сите континенти на светот. Имаме во Европа, Америка, Австралија, секаде. И верувајте, во цело време сме во контакт и во комуникација и ги прифаќаме идеите на тие луѓе. Едно време, знаете, имаше и 3 пратеници во составот на парламентот на Република Македонија од Европа, Австралија и Америка. Со доаѓањето на овие одродени на власт ги избриша. Ние како десно ориентирана национална партија, верувајте, се ќе направиме
да го задржиме се она што е македонско и секако таа нераздвојна врска со диаспората. У една минута една порака за крај. Па, мојата порака до граѓаните, но и до членовите на владата, на новата влада, посебно членовите од мојата партија, нека ни го кажам и ќе го кажам сега, уште еднаш, навистина сум среќен што после 7 години добивме како политичка партија прилика да покажеме дека не сме сите исти, дека некои работат во интерес на Република Македонија и македонскиот народ. Верувам дека ќе биде така и еве една порака, едно барање до премиерот да ме направи и мене и сите оние граѓани кои ја дадоа поддршката за ВМРО ДПМН на овие избори повторно горди и барем блиску горди како сега по 4 години кога ќе го дава отчетот за сработеното од овој мандат. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Благодарам и на вас. Овие 45 минути верувам дека длабоко влегувте во менталната матрица на македонскиот народ и кои се ВМРО-вци, кои не се ВМРО-вци, ја слушна вашата порака. Ви посакам добро здравје, убав одмор, верувам дека се немате одмор, имате работа, но како и да е, че имате организиран одмор во август. Треба да има, па ќе видиме, бидејќи навистина доста работа секому треба одмор, се оставени несредени, ќе има ребаланс на буџет во собранието на Република Македонија. Ќе видиме, но секако благодарам на поканата. Ви посакувам вас здравје, долг живот, успех во работата и да се гледаме за добри работи. За многу години. Почитувани, тоа беше господин Петар Ристевски, пратеник на ВМРО ДПМН, доктор кој наистина даде диагноза, естимација вистинска, во вистинска смисла зборот, порака е искрена до сите вас, бите ми живи здрави. Се гледаме во наредната емисија. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.